Здраво Македонија. Време е за листа за 300 квизна знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, јас сум подготвен, да речеме, што значи може да започнеме. Прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Далибор и Златко. Повелете. Златко, здраво. Далибор, здраво. Како сте? Одлично. Расположени денеска за игра? Да. Секогаш се расположени. Така, не се ни сомневам. Имавте добра партија минатиот пат. Колку пари исто ми земавте? 300 евро. Викам, дали се сеќавате да не заборавите? Лош почеток, добар крај. Да, така, првата лицитација киксавме што се вика, ни го зема поенот, после тоа изедначивме, пенали и на крај 300 евра. Да. Мене ме утепав. Супер беше, одлично, дај Боже денеска така да биде целата работа, но за се тоа да биде, мора да ги победите вашите противници, денешните предизвикувачи. Така е. Вие да не сакате да додадете нешто? Па нема ништо посебно. Ете, поздрав до моите дома, до сопругата, до керкичките Јован и Михаела. Да се живи здрави, голем поздрав. До колегите од кројачница Адиент, посебно до Тима и тим лидерот. Така, Тоа е тоа. Тој е човекот што ве води. Да. Така, одлично, голем поздрав и од мене до него. Значи, задоволен си од работата, според ова како Солидно. да поздрав. Да. Сега ти е шансата да кажеш ако имаш нешто да кажеш. Да. Се кажем. Домакини, да не ве да концентрирам, да не ви го одземам времето. И вашите противници веќе ве спремни чекаат, па да продолжиме понатаму, што значи време е да влезете во домакинската кабина. А како што реков, нивните противници или денешните предизвикувачи се веќе подготвени да бидат повикани, па да не го трошам ни времето. Да ги поздравиме Андреј и Коле. Повелете. Андреј, здраво. Како ти реče? Коле, здраво. Како сте? Одлично, мора да признам. Мило ми е кој гледам познати ликови тука, познати фаци, да кажем, Нас исто. за 300. Како сте, има нешто ново ке тебе? Одлично е се, стандардно Андреј Дуфрид, студент на електро, трета година. Трета година веќе се стигна, пополека се ги делкаме годините како што треба. Супер. Одлично. Задоволен си и од тоа како течат работите со факултетот? Да. Кој се имаш план некој за после тоа што би работел, како би те? За сега не имам. Нема ни да замараш, тоа сам да ти кажам ако што ќе правиш планови. Пачте. Коле? Јас .NET девелопер, партнер во оваа емисија. Да, како излезе работата да се споите се? Па, блиски пријатели сме, комши сме тука. Така. И појачување сакал минатиот пат. Не бил задоволен од партнерот. Така, готово, нема проблем, па да видиме сега. Одлично. Андреј Коле, денеска почнувате како предизвикувачи. Да видиме дали ќе стигнете до домакини. Може? Така. Повелете во предизвикувачката кабина. Хвала. Далибор и Златко, односно Андреј Коле, се во нивните надпреварувачки кабини. Што значи, сега треба сите заедно да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму со денешното издание на листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Андреј Коле, дали се слушаме? Се слушаме, да. Така знаете, тебе ти е веќе добро се познато, Андреј, ако имаме некои проблеми ќе ми кажеш и така натаму. Те заборавите да прашате ако нешто не е јасно. Готово. Говорено. Со среќа да не ве праша приеска, да не сакате да поздравите некој нешто или за крај ќе чуваме. Да, на следна емисија. Со парите. Тоа е тоа. Така. Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега и вашата кабина да провериме кабината на Далибор и Златко. Зашо не збореше, баш беше убава музиката. Да, Супер. мораше брат, толку се што убаво кратко трае, знаеш како викам. Да. Жал ми е. Ќе ме вратиме сега со музиче за кратко повторно. Се е во ред со кабината, така немаме Да, никакви проблеми. да, се е окей. Домакини, со среќа во продолжение. Благодариме. Започнуваме со денешното издание на листа за 300. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Машки имиња кои содржат точно две самогласки. Бараме машки имиња кои содржат точно две самогласки и се состојат од најмалку 5 букви. Самогласките може да бидат било каде во името.
Сите имиња мора да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Уште еднаш ќе повторам, бараме машки имиња кои што содржат 2 самогласки и кои што се од минимум 5 букви. Немојте да заборавите, немаме ограничување на должината на името, но имаме ограничување на тоа од колку букви треба да започне. Дали Борис Златко, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Андри Коле, Да. дали ни е јасна тема? Супер. Веќе ви е добро познато, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи, барем кога станува збор за првата лицитација. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Далибор и на Златко. Андри Коле, кога ќе имате понуда, кажете ми. 5. Почнуваме со 5. 10. 10. 13. 13. Колку? 13. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 20. 20. 25. 25. 26. Едно повеќе 26. 26. 26 е нивната последна понуда. 27, добро. 27. 28. 28. 29. 29. 30. Заокруживме на 30. 31. 31. 35. 35. 36. 36. 1 повеќе. Едно повеќе значи 37. 38. 38. 39. 39. Ајде нека одговара. Да одговараат. Андри и Коле, Далибор и Златко решија да ја пуштат вие да одговарате први денеска. На неколку пати помисливте нели да прекинете да ги пуштите нив, но сепак решивте да одите понатаму. Се надевам тоа што сакавте да ги пуштите нив не е дека недостасуваат имиња, тука едноставно нели, да ги Прва пуштиме емисија, овие да одговарат. малце, да се упали. Ама како и да е така, да се размрдаме малце, да како беше да запали моторчето. Да. Бараме машки имиња кои содржат точно 2 самогласки и се од минимум 5 букви. Како што рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму, но треба најмалку 5 да го имат истото име за да биде влезено во Државниот завод за статистика. 39 празни полиња, 39 машки имиња ми требаат. Кога ќе бидете спремни, слободно започнете. Почнеме со Андри. Андреј. Така е. Коле за малце не може, за една буква. Да, точно. Кирил. Кирил. Така е. Борче. Борче. Така е. Борис. Борис. Братучет ми се вика Борис, голем поздрав до него. Така е, точен одговор. Борко. Борко, како министер за спорт. Да. Така е, точен одговор. Не сме да биде грешен. Блаж. Блаж. Блаже. Блаже.
Така е. Бране. Бране. Точен одговор. Бранко. 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 Точен одговор. Благој. Благој. И Благој е точен одговор. Виктор. 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 Точен одговор. Ванчо. Извини. Ванчо. Ванчо. Така е. Давор. Давор. Давор, точен одговор. Давид. 12. Давид. И Давид е точен одговор. Данко. Данко. Данко, така е. Дарко. Дарко. Точен одговор. Димитар. Димитар. Има пакет. Шо? Три самогласки треше. Ау, да. О, избрзавме, Коле. Да. И јас не обрнав внимание, сега и мене од режија ми кажа тоа што истото Андре ти го кажа тебе. Андре, не го примети порано да изреагираш да му кажеш штета. И јас не приметив, барем ќе ти пуштев едно погледче за да овака ми е криво. Супер ви тргна, но ете мала деконцентрација. Ова е се зашто ете треба машинчето да завергла, да запали. Но ништо не е готово. На Андре му е добро познат оваа ситуација, бил во вакви ситуации, правели пресврти се. Ништо не е готово, само посконцентрирано. Ја би ви рекол, како што направивте на почетокот, така да правите и во продолжение, да се консултирате еден со друг за одговорите. За случајно е вака, прво да се прашате еден со друг кој одговор како, се со цел да избегнете вака киксови кои што, нели, нема потреба да се случат. Ништо не е готово, продолжуваме понатаму, се концентрираме на втората лицитација. Дали Борис Златко, тоа не му го минува фактот дека вашата тактика, стратегија успеа. Ги навлековте на доста надавања, па после тоа им дадовте да одговараат и ете, се уште сме на почеток, нели? Имаше многу имења, ама имаше, сега- не, и ги знае, ова беше чисто кикс. Ја ги слушав и што се избореа, да, ги знае. Ја мислам дека да не го направи овој кикс, ќе кажа па и сите, ако не па нели поголем дел. Да. Не една рака и сите. Штета, барем уште малку имиња да слушнеме, да не морав ја толку сега да читам, ќе беше одлично. Но дали Борис Златко, вие немојте да се опуштате премногу, знаете, имам уште една лицитација. Машки имиња кои содржат точно две самогласки, кои се од најмалку 5 букви, имаме Аврам, Ангел, Андон, потоа Ахмед, Бајрам, Беким, Бобан, Богдан, Бранко кажавме, Васил, Васко, Ведран, Венко, Видан, Владо, Глигор, Гојко, Горан, Гордан, Гроздан, Гвозден, потоа ги имаме Дарко, Денко, Димко, Димче, ајде да одиме Игнат, Јанко, Јован, Јусуф, Круме, Ламбе, Марко, Мартин, да, Мирко, Митко, Петре, Ристе, Ристо, Стефан, Стојан, Тодор, Трајче, Трифун, Филип и така натаму. Како што реков, сега е време за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак дали Борис Златко повторно ќе ми се придружат тука на главната сцена. Затоа да не должам многу и да не калкулирам со резултатот. Да, ја соопштам темата за втората лицитација. Темата за втората лицитација гласи: ракометни репрезентации кои учествуваа на последните две светски првенства.
Бараме имиња на репрезентации кои играа во машка конкуренција на последните две ракометни светски првенства во 2023 и 2025 година. Доколку некоја репрезентација настапила на двете, можете да ја кажете само еднаш. Значи, на располагање имате 40 можни точни одговори. Ви дадовме мала помош од наша страна. Дали е јасна темата, дали Борис Златко? Да. Андри Коле, дали е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што имат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Андреј и Коле. Ке ве замолам повторно да исклучиме кабината на домакините, а Андри Коле, опа, таблетот за малце ќе го решев. Кога ќе имате понуда, споделете со мене. Пак ќе почнем со 5. Со 5. 5. Само едно прашање, можем? Да. Без разлика дали се државите признаени или непризнаени? Углавно сите се Па да, во главном сите се признаени држави. Ако се Да, учестничка, не е репрезентација се важно, нема, така? да. Чим има репрезентација не е важно дали признаени држави не признаени, да. 7. 7. 9. Ме прашаат тоа, значи станува збор за репрезентација, не за признати суверени држави, туку за репрезентации кои учествувале. 7 рековме, така? 9, извини. 9. 10. 10. 11. 11. 12. Едно повеќе 12. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 18. 18. 19. 19. Ајде равно 20. Заокружуваме на 20. И 1. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. И 5. 25. 26. 26. 27. 27. 28, ајде. 28. 29. 29. Па добро, ајде 30 за окружено. Да, заокружиме велот на 30. Ке кажи. Се помачувам. 37. 31. Нека одговараат, Марко. Да, одговараат. Андри Коле, не куртуливте ни овој пат. Пак за едно, дали вие прочитаа реакцијата, дали нешто и се плачеа да одговараат, не знам. Ќе ги прашам во некоја следна прилика, ќе видиме. Но во секој случај ви рекоа, решија да ви дадат шанса вие да го изедначите резултатот, нели? Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете уште еднаш. Преслушувајте се меѓусебно, консултирајте се, не брзајте. На светско, така? На светско, на последните две светски првенства, 2023 и 2025 година. Германија. Германија. Така е. Франција. Франција. Така е. Данска. Данска. Не може без данците, кажи. Без овие три репрезентации по принцип. Така е. Холандија. Холандија. Така е. Шпанија. Шпанија. Така е.
Шведска. Шведска. Точен одговор? Шведско противно само дека ако треба ти кажа. Норвешко имат? Мислам дека беше. Сега светско или европско не се Светско. Не па беше. Видимо после ако те. Македонија. Македонија. Македонија седми точен одговор. Хрватска. Хрватска. Така е. Унгарија. Унгарија. Така е. Словенија. Словенија. Словенија 10 точен одговор. Полска. Полска. Така е. Австрија нека. Австрија. Така е. Катар. Катар. Точен одговор. Египет. Египет. Така е. Тунис. Тунис. И Тунис е точен одговор. Бразил. Бразил. Така е. Аргентина. Аргентина. Точен одговор. Южна Кореја. Южна Кореја. Играше некој од Кореја. Не. Южна Кореја. Мислам да не играе ако заедно по федерација нешто да таш. Зашто сгреше на кажа? Мрче, мислам дека Кореја играше на едно светско заедно. И сега дали Искрено не би знаел. Не знам што да ти одговорам, не знам на кој играле заедно, стварно. Океј. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Пресековте, што ми се допаѓа точен одговор. По 2023 година има Јужна Кореја играно на светско првенство ракомет. Што е уште еден точен одговор за Коли Андре? Исланд го кажавме. Исланд кажаме? Не, Тој го играме. Исланд. Да. Точен одговор. Португалци не играме. Португалија има. Стигне далеко Португалија. 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 Португалија за 20 точни одговори. Уште 10. 11. Норвешка нека. Норвешка. Да. Се знае, не може првенство без скандинавски бе. Норвешка е точен одговор. Док не скам. Русија. Зборашме Русија. Имат игра на Русија? Да не е заради Руска федерација не ги префаќат нешто, не сме да играт, затоа не тем да играт. Да. Тоа не кажа сели. Словак се нарече не играт. Парски острови била сигурно против нас, сме имахме една квалификација. Не играт и таму. Чекај. Куизора. Северна Америка, Канада и Америка. Сватка ли имат време? Канада не знам. Чекај, ти Луксембург не беше сигурно некаде игра? 20%. Што се последно за време не има така, не знам кој точно е. Една квалификација. Србија, на 2023.
Што би? Минато не бе. Не знам Србија. Србија. Србија и во право е Колево 2023 година игра на светско првенство. За разлика од 2025 година кога не се квалификува. Точен одговор. Како се има тоа? Игра на време, не знам кога беше. Много далеко сме. Игра ги бе. Нема, тај уште колку има? Ти што 8? Кажи би преживувањето Словачка е 3 км. И Чешка на едно предима. Сега не играш на предходното, не играш Чешка. Не, Чешка. 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 Чешка за 23-ти точен одговор. Словачка игра. Не со Словачка играш? А Лихтенштейн? Не, Лихтенштейн не. Швајцарија. Швајцарија не кажавме? Не кажа. Швајцарија има да кажа номер? Не. Пак играм со Швајцарија, името играм со играм. Швајцарија. Швајцарија? Да. Ги подсети. За Швајцари. Така е точен одговор. Словенија кажавме? Да. Ке мора само и да убрзаме веќе. Уште не е дојдено времето за броење, ама се приближува за тоа. Да Беларус? Естония има така. Естонија. Естонија. Ајде да видиме. Бараме 2025 нема се 2023 еве да проверам, но нема. Андри Коле, многу ми е жал. О, криво ми е сега вака. Сепак ништо. Нема Фарски ги нема, и тоа гледав за што планираш, има Зеленортски острови. Настапувале, ама Фарски не. Сега ќе ги прочитам, многу ми е жал што вака сега ќе се простиме. Сакав искрено барем на пенали да играм и таму да се одлучи кој ќе биде победник. Мислам дека така најреален ќе беше и резултатот. Она што ме боли е што на самиот крај уште 6-7 остана, да кажеме, репрезентации, која ќе се киксне тука, искрено и мене не ми е сеедно. Но за жал правилата се тие што се. Андреј веќе знае, Коле се покажа како добар партнер, му треба само малце искуство, нели, и тоа е тоа. Ве очекувам повторно и двајцата во блиски дни да се пријавите и тогаш да почастам со некој денар, така ли? Готов. Сега да им честитам и на Далибор и Златко, одлично одиграно. Ги фативте неспремни уште што се вика заспани и на искуство. Да, на искуство и си ги добивте двата поена буквално седејќи, но сега немате каде да избегате, ќе мора да се сочите со темата од нашата листа. И се во зависност од одговорите, ќе си добиете и парична награда. Да. Но пред да ги повикам Далибор и Златко да ми се придружат тука на главната сцена, ќе ги прочитам сите репрезентации кои што играле. Мислам дека така најлесно ќе биде. Ајде, Австрија, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бразил, Гвинеја, Германија, Данска, Египет, Зеленортски острови, Исланд, Италија, Јапонија, Катар, Куба, Кувајт, Македонија, Норвешка, Полска, Португалија, САД, Словенија, Тунис, Унгарија, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Чиле, Швајцарија, Шведска и Шпанија. Плюс од 2023 екипи кои што настапиле се Белгија, Иран, Јужна Кореја, Мароко, Саудиска Арабија, Србија, Уругвај и Црна Гора. Сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Далибор и Златко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги сочиме со денешната тема од нашата листа. Дали и колка ќе биде нивната парична награда, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Далибор и Златко ми се придружија тука на главната сцена. За многу кратко ќе ги соочам и со денешната тема, но претходно ќе да се погледаме малце.
Ми земавте 300 евра минатиот пат. Ја уште 300 шо? Викаш, а? Зашто не? Дај Боже. Бе, реални ми се овие закани, знаеш? Некојаш ќе кажеш за некоја закана, ајде, не, реална ми е галемо. Вие бака, реално ми звучат и... Дај Марко. Дај Марко. Офлеле. Ајде, пред да ви ја кажам темата, каде што стварно може да ми земете повторно многу пари, да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со точни одговори ако сакаме да освоиме на максимална парична награда, што имате освоено веќе. А во меѓувреме за 3 точни одговори, колку ви следуваат? 50. Така е, за 600 евра. За патни трошкови. Ова е звише за во ресторан Ова е Кафана. за Кафана, да. За 9 ви следуваат 150 евра, имате да платите една сметка плюс покрај часење кафани патни трошкови. За 12 200 евра, кај што Има и веќе идеме, джепараc. да, и джепараc. И за 15 точни одговори веќе добивате 300 евра, каде што ги плаќате сметките, се частите кафана Еве за и... жените нешто, Марко, немој така За се. супругите, за Значи жените. сите пари за жените, со одма тогаш. Нема каде отиде за жените, Они за се частење и кафана и... Касиерите се. Така е. Па добро, ние кандидатот да се почастиме, ќе се почастиме. Ја тоа научив од кога живеам со жена ми, дека ако ми дадоа пари да се почастам, ќе се почастам. Па нормално, Ако па не, така. Да не откриваме многу работи. Да глумиме мачи малце поише од тоа што сме. Мудро Да. да си молчиме. Да е така, мудро молчете се дека не дое моментот да одговарате. Не кажувате дома кога ќе дојдеме, ако дојдете до 300 евра кри, за да не знаат. Таму, скри ги парите. Ќе снема слика. Ќе направиме после во монтажа девек губите. Тек папе, утна дечке, тоа е тоа. Дали сте подготвени сега да слушнете темата? Ајде. Кажете ми колку дали се од оние луѓе кои што се растени со бајки, со приказни или повеќе со има трчање нешто, надвор има или телевизија? Од Јас- се бајки помалку, више, малку, да. шо. Од се помалку. Да, веќе нема бајки во животот. Тоа е после одредена возраст бајките веќе не палат. Ама па убаво е да имаш детство, нели, кое што било поминато со убави приказни бајки и така Тоа одамна натаму. сега да се подсетиме. Ајде да се подсетиме, да се навратиме во детството, во едни убави, безгрижни времиња, кога што ете главна секирација ни беше која приказна да ни ја прочитаат навечер и како полесно да заспиеме. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема бајки на браќата Грим или Ханс Кристијан Андерсен. Извор сајтот на библиографии, каде се наведени делата објавени од браќата Грим и на писателот Ханс Кристијан Андерсен. Може би некои нивни бајки претходно ги објавували и други писатели, но ние ќе ги признаеме и нив. Мислам да. Ете, ве сте читале, ви читале, не знам дали сте читале, ви Не, читале. ние знаеме, ама сега прашање од кого се. Од кого беа, да. Се има сигурно многу познати. Не ве прашам од кој автор, можете само да ги кажете насловите. До 50 на пробеа. Па да немате што да изгубите точно. Ти сега имаш деца, треба да читаш, па да. Стварно, бе. мислам, Ништо од стварно. тука во Моите пижарате пораснаа, браќа. ми се веќе. Ништо од тоа нема. Денеска Други ништо од се, тоа. да, други приказни се. Ајде да почнеме од некаде, зошто не? Да опипаме Снежана и терес. седумте Снежана и седумте джуџиња. Sad da li Беше тоа цртано? Беше. Беше Па, така сите, и цртано, да, ама да, сите точно се анимирани. така. Снежана и седумте джуџиња е приказна, бајка од браќата Грим, што е и прв точен одговор за вас двајцата. Ивица и Марица. Ивица и Марица, она прекрасни телеса приказна за дечињата кои што нели остават трага со трошките кои што потоа им ги јадат птичките, но на крај се убаво завршува точен одговор. Ајде има уште една многу позната тука. За 50 евра. Пусти има уште неколку за до 100. Да, сите ни се познати. А што е најважно во школа, кај мене на влезот ги имам сите истакнато, ама Кој да ги прочита? Да. не се истакнати со имиња. Ајде, ското треба се мисли. Ајде. Еве ја ќе ви можам да ви помогнам да ви кажам дека и од ова бајка исто има цртана верзија од Волт Дизни. Пепелашка. Пепелашка. Пепелашка е исто така
Дело на браќата Грим и е трет точен одговор за вас двајцата, што значи обезбедуваме 50 евра. Сега, размислете убаво што ќе правиме за понатаму. Ајде, кажи некој други. Ајде, кажи некои други. Ајде. Ќе идеме на нас. Има многу звучни имиња. Верувам. Сите ќе ги знаете после. Мислам сите. А ти, да си. Црвенката. Црвенка. Една. Црвенката е друга, кажи, ајде. Јас гледам други модерни Frozen. Волкот и Седмите. седмите јариња. Полека се враќаме назад во десно дете, ајде. Ајде, ќе ме натерам и да читате дома кога ќе се вратите. Бога ми ќе треба. Кога ќе дојдете наредна емисија, ќе ми ги раскажувате овие. Да. Ајде, още една. Не па, ајде. Не знам трите праси на дали беше. И јас не знам. Да не ли малку понова? Мислам дека е таа понова. Црвенката и волкот и седмите јариња. Друго, ајде, кажи. Со женски лик некоја имаш. Па горе, доле, сите се што имаш. Видиш? Да. Не спам тоа. Ајде, одим. Како бе ја те асоцирав на убавица, молим те. На убавица нема, на заспана. Да знае, добре. Мала шала. Ајде, ќе одиме па натаму што правиме? Да. За спаната убавица. Заспаната убавица. Или познат исто како трнорушка, исто така приказна или дело на браќата Грим. Четврти точен одговор. Црвенката. Црвенкапа. Добро познатата приказна, нема кој не ја знае Црвенкапа. Пети точен одговор и за 100 евра. Волкот и седмите јариња. Волкот и седумте јариња. Сите се познати, ама не тегнуме на имија. Волкот и седумте јариња, исто така приказна од браќата Грим и шести точен одговор. Да, дали Борис Златко и честитки за освоените 100 евра. Е, сега, ма. Реков у поддршка да викнам жена ми, она сите ги знаам. Те па, треба. Барем од таму ќе може да ти довикуваш. Да беше така. Ама и ќе знаеш колку пари си освоил, така. Вака се може да лажеш. Ќе требаше да ги даме на неси. Дур да дознае потрошени се, извини, срце, тоа е. Ама битно те сакам. Да. Ајде, кажи саме. Размислете, сега сепак имаме убава парична награда која што може да изгубиме. Бидете внимателни. А да се откажем? Чекај малку. Ајде. Имаме време, нели? Имам, да. Добро. Имам уште нека минута. Сите се со женски ликови. Углавен. Чекај малку. Имаше палешка. Знам по деца во градинка, тие градинка во каква се вика 100%. Палешка. Да. Добро, нека биде еден одговор. Ајде. Ама не знам дали е од нив. Да, сигурно. Не знам за таа. Прв пат слушам. За палешка. Абе, може и трета прасења да биде. Маре 100 евра си се 100 евра. 100 евра се со 100 евра. 100 евра, кажи да ги себеме. Ајде да не ризикуваме. Ти да не ризикувате и мојот совет. Ајде да ви честитам за овие освоени 100 евра. Пак имате шанса и наредното издание на листа за 300 нели повторно да се пробате среќата доколку ги елиминирате вашите противници, не среќате, знаењето. Одлична, честитки, супер изиграно, ги кажа Мете Снежани, седумте чужиња, Ивици, Марица Пепелешка за спаната убавица, Црвенкапа и Волкот и седумте јариња. Останати вака попознати дела од браќата Грим ги имаме. Бременските музиканти или градски музиканти, пота волшебната масечка, Волкот и лисицата, Златокоса, Златната гуска, Златокоса и трите мечиња, Палчо, да не мислеше на Палчо, не знам, Принцот Жаба, Седумте гаврани, Храбриот кројат, Чевларот и џуџињата и Шекерната репа. А додека пак дел од Ханс Кристијан Андерсен, се извинувам, Малата сирена, Девојчето со кибричињата, Грдото пајче, Царевото ново руво, Малата принцеза, Принцезата на зрно грашок, Палчица или Палешка, ти што кажа, да, Оловниот војник и Црвеното чевличе.
Верувам дека сега ви се врати сеќавањето, да. Тоа е. Ама пак од друга страна трите прасиња не се тука, да, и уште не знам која ја кажавме што и мене ми даде малце, не ми беше, не сакав да ве навлечам да одговарате за понатаму, случајно да не сгрешиме, И да. немавме ни трет одговор, така да. Така, да. Во секој случај, честитки за освоените 100 евра. Како што реков, она што мене ми е уште поважно е што си обезбедивте учество за следното издание на нашиот квиз. Драги гледачи, со ова убава тема која што не врати назад години во нашето детство, го завршувам и денешното издание на Листа за 300. Видовте, Далибор и Златко успеа да ми земат 100 евра, но ќе имаат и шанса веќе во наредното издание на Листа за 300 уште повеќе да го зголемат финансиското конто, секако доколку ги елиминираат нивните противници. Затоа, останете со програмата на телевизија Сител, уживајте, чекајте го следното издание на Листа за 300 и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!